Почитувани мои, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Отворено студио. Денеска е понеделник, знаете, во 17 часот почнува оваа емисија, трае 60 на минути. Имаме разни теми, имаме гости од сите области, но денес посебно чест ми е да представам една пријатна и драга личност. Нема да зборуваме за неговото занимање, ниту професија, туку за неговото хоби. Мој драг пријател Диди Џафери, добре дојде, добар ден и добре дојде во студиото. Добре ве најдов, мило ми е што сум гостин во студиото на Канал 3. Се надевам дека ќе поминеме убав момент и ќе разговараме на теми што ве интересираат и за добро на вашите гледачи. Диди, ние се познаваме повеќе години. Да, Сме се запознале, да речам, на неубав начин, како да го објаснам тоа, на големите лавини. Не да не мислат уживо дека на наш неубав начин, туку во елементарни непогоди, кај што вие бевте како известител на телевизија, а јас на некој начин бев присутен да ги регистрирам тие настани, големата лавина кај Бигорскиот манастир. Мислам, тргнат на добро, тога имаме добра соработка. Веќе и самиот ја најавија, гледачите гледаат од Кајронот, дека ќе зборуваме за твоето хоби, фоторепортерството. Да. Сликаш убавините, нашиот крај е познат по природните убавини, Маврово, Ростуше, посебно Реканскиот крај. Да. Па добро, да разговараме нешто што не е со политика и нешто релаксирачки, знаеш. Сега социјалните мрежи се преполни, а посебно Фејсбукот е актуелен. На почеток тоа беше нешто како за младите, ама подосна по наговор на мојот син, кој сега е на факултет во Скопје, на психологија. Рече, пробај некоја работа, бидејќи јас имам огромно искуство од тоа секојдневно живење на нашите жители, на Реканскиот крај поточно, од село Ростуше и околината, а сега како општина Мавро Ростуше. Пробај, рече, имаш доста да кажеш, имаш доста да сликаш, да фотографираш и да ги пренесеме тие работи со на нашите што се претежно во странство или некои што се на студии или нешто. Почнав полека, набавај фотоапарат и како што се развиваше тоа моје сликање, фотографирање, најдов на голем прием кај нашите сонародници, посебно тие што се на време на работа во странство. Значи, ако имаш национални телевизии, ти регистрираат настани и ретко кога доаѓаат во помалите места да кажат нешто, да слушнат нешто или да пренесат нешто. Вашата локална телевизија може да е поприсутна затоа што локални телевизии регистрираат настани од секојдневното живење. Ете, например, има питјади, има празник на општината, основните училишта и тоа се регистрира. Ама не беше регистрирано секојдневието. Значи, сега по Фејсбук може, например, секоја работа што се случува за неколку секунди, ако ја фотографираш и ја постираш на Фејсбук, да стане достапна до сите наши сонародници во странство, претежно во Турција, Италија, Германија, и буквално да видат што се случува во моментот. Значи, една интересна работа, што мислев дека ќе опали и почнав навистина да се занимавам буквално, ми стана хоби и после ручек или за време на моето движење, секој се трудам да го носам апаратот, а посебно нешто ако се случува да го регистрирам и да го пренесам на нашите Гледајќи на пријатели. твојот Facebook профил, имаш многу позитивни коментари од нашинците спомнаити во Турција, во Италија, во западноевропските земји, поранешни жители или нивни потомци кои не живеат денес во овој крај, живеат во други делови од државата. Знаете дека Ростуше со околината има многу иселени фамилии. Ростуше негде околу 150 фамилии се иселени 60-тите години во Турција. Се иселиле заради нивна потреба, ама како да се прекина нешто врската со нив. Едно време додека беа постарите живи, јас имам чичковци тамо во Измир, во Алтинда, и додека беа постарите се посетува, ама во последно време како да спласна тоа посетување, затоа што и помладите немаат баш доволно информација за нивните роднини во Река или во Мавро-Реканскиот крај. Сега, кога почнавме со Фејсбуков, почнавме да регистрираме слики и како да почна да се јавуваат наши роднини. Тој ми е роднина, тој ми е братуче, или постарите, оваа куќа беше ова беше она, знаеш, почна да комуницираат со мене, да, ако сакаш сликај нешто, да видиме нешто интересно. Во тоа време учев во ова основно училиште, спиев овде или нешто.
Значи се многу заинтересирани, многу им е интересно, јас ја прифатив таа работа и ми е навистина задоволство што имам такви коментари што ме сметаат за близок човек и ако треба некој ми се јави нешто, да, ако сакаш појди, фотографирај нешто, да се присетам на нешто. Значи интересна работа во секој случај, јас користам прилика да се ги поздравам нашите во Турција, најмногу во Турција, а секако и нашите што се на времена работа, ама тие си доаѓаат на лет. Можам слободно да кажам дека носталгијата ја лечат и преку твоите фотографии. Да, носталгијата ја лечат. Интересно е да видиш, например, ако има патронен празник на училиште каде што тој учел и ако ги гледа девојчината или децата по играорна како ги играат истите ора и ќе се присети или на некој игралиште или бил играл негде топка по наши речено запчука или на ливадиште или нешто и тој се присеќава или како се славело летник кога се одело по билки по наше кажано по дренчина, па тој се присетува на нешто како дете. Секој што се присети на нешто во моментов кога е таква динамика на животот му е навистина интересно и може да ужива во таа работа. Диде, го познаваш целиот крај? Го познавам. Го познавам доволно затоа што се сметам за динамичен човек. Јас како диде од моите диде или диди ми е вистинско име. Значи од моите родители, татко ми и мајка ми заедно работеа во тогашното братство. Татко ми беше раководител, и мајка ми беше во тие раководни органи. Значи во таа чилимарница кај што работеше мајка ми како главна мајсторица за персиски чилими, татко ми беше управник, па потоа директор. Ние како деца кога растеме навистина имавме шанса да се дружиме со многу тога чилимарки па вработени, да присуствуваме на многу работи, на изградба на многу работи што се случува во крајот, дали водоводи, дали фабрик. И тоа останало, мислам, останало како нешто што го знаеш и јас сметам дека буквално 99% ги знам случувањата во река. Диде, ние ќе го продолжиме разговорот, меѓутоа еве сега во моментот сакам јас сите жители од тој крај да ги поздравам со една музичка точка, нека биде Благоја. Нека биде, тој сега беше на моја река, да. Тој е добар и од нашиот крај и ние како општина Мавро Ростиште многу пати го сметаме за свој и на празникот на општината на 4 мај редовно присутен. Тој беше сега и на овај традиционалниот мајски концерт. Имавме ни интервју и вели дека јас сум од река. Роден сум во Белград, живеам во Скопје, меѓутоа секогаш кога ќе ме прашаат, јас велам дека сум од река, од Лазарополе. Па и од река си, и нека си мисли добро му е што мисли така дека од река и затоа што и публиката ја освои со тие своји изјави, со тие своји песни, добро е. Да ја слушаме песната. Целиот свој живот
Ријеци до река нека се чујат, песна наша да се пее од душа. Свадби наши деца нека се прават, ајде да не Господ назад да се вратат. Тоа беше, почитувани гледачи, Благоја Груевски, наш познат интерпретатор на народни песни, посебно за реканскиот крај. Диди, ние да го Има врска, диде исто е. да го продолжиме разговорот. Велиш дека секоја педа и од сликите сега, од фотографиите се гледа дека познаваш. Имаш направено многу и во моментот ретко кој ја фатил таа појава, кораб со некои Па има многу појави, фотографии. Ако сакаш да сликаш нешто, ќе сликаш или ќе фотографираш по наше, нешто што е актуелно, например. Еве сега има, например, традиционално денови на одгледувачите на кози и овци. И ќе си отидеш, ќе се качиш на бистра со ти, ќе фотографираш нешто што е актуелно. Или јас, пошто сум работен во општина Мавро и Ростуше и на некој начин сум дел од некои организации што ги прави општината, еве имаме убава манифестација Маврово тура или рекреативна и професионална трка со велосипеди. Значи можеш да доловеш велосипед, езерото, планината и многу работи што во моментот ќе ти представуваат задоволство да ги гледаш, а и задоволство да ги постираш на Facebook. Ти претходно кажа, јас можам да потврдам дека и она што ние новинарите не го имаме забележено, ти го си го забележал. Не можете све да забележите, пошто вашата работа е поспецифична, треба да поднесете извештаи и други работи да го направите. Наша е поедноставна, значи фотографираш и со неколку зборови можеш да го објасниш настанот. И тоа е доволно за некој, пошто не е секој спремен да земе новина, да чита или да гледа телевизија, одзема време. Ова ќе го пролиста, ќе види, што има ново во општина Мавро и Ростуш или Ростуш и околината. Варне, паднала лавина, патот е фатен или супер или нешто манифестација има, значи едноставни работи, ама кратки, а доволно добри и долги за тој што ги прима. Не само новите фотографии, во твојата ризница, така да речам, чуваш и стари фотографии што се многу вредни. Вредни се, старите се навистина вредни, кај што се навистина откликува едно живење што ретко каде го има. Ако е, како што ја спомнав, порано имала чилимарница, па работни организации, братство, единство, па се прерасна во Скутекс или без разлика ги променили имињата, или во Жировница имало Бреза, или во Требиште Напредок, значи се живеело поинако. Немало можда телефони, немало можда добри средства за комуникација, ама имало соживот. И кога ќе се потсетиш на таа фотографија, кога ќе ги видиш тие чилимарки постројани, кога ќе видиш како се облечени, начинот како се живе, дека пешки доаѓале на работа во 6, дека цел ден каеле персидски чилими, дека се враќале пешки, дека немале буквално на ништо забелешка, дека ако паднеше поголем снег, не се чекаше да се прогласи вонедна состојба, туку си се земаја лопатите, директорот пред нив и се чистеше. Многу интересни работи. Ќе видиме дека ја зборувам за сите, ама зборувам најмногу за Ростуше, пошто сум од Ростуше и ја гледав братство како од земјоделска задруга, прерасна во чилимарница, па текстилна фабрика, па работи. Се вработуваа 300 до 400 работени, најмногу беа од женскиот пол. Значи се случувале работи што е добро и сега тие самите кои ќе видат, кои ќе седат со своите внуци, многу пати ако постирам некоја слика од нешто постаро и тие черки, внуци, мамо или бабо, што е ова работа, кои се овие луѓе, кои се... Значи интересни работи во секој случај. Сакам да напоменам дека и спортскиот живот тога беше поинтересен. Сега кога ќе пратиме слики, вие сигурно знаете дека порано кога немаше општина Ростуше, ние беме врзани со спортот со Дебар, па имаше Дебарска општинска лига. Да. А ние како братство учествувавме. И после Кораб, сметам дека беме најдобра екипа и многу луѓе учествуваа на Бигорски ливади, одевме, имаше тренинзи, патувања, дружења. Се случуваше многу нешто. Сега сме некако затворени покрај телевизор со серии, некој да не пропуштеш нешто, да не... Тоа е тако времето на живење. Меѓутоа, бидејќи спомна за фудбалот,
Јас го пратам барем по Facebook успесите на малецките фудбалери. Добре. Мислам дека запознат си, ти ги следиш. Запознат сум, ги следам Реканци. на иницијатива на професорот по физкултура Борче Божиновски и со него колегата Шабан Бечири. Формираа тоа. Прво беше школа за мал фудбал, Реканци. Пошто знаеш дека имаме сала покрај Радика во идеални услови. Голема сала убава, да. Добро беше иницијатива, почнаа децата да се дружат и ние секако видовме дека тие деца ќе не обединат, пошто од Жировница до Скудриње сите села даваа по некој дете и кога ќе се организираше некој, макар и пријателски надпревар, ние со чеф ќе се рашетаме да и бодреме децата. Таа школа во фудбал прерасна и во фудбалски клуб. Сега се такмичеше изгледа кадети, млади, не знам баш точно, ама во западниот регион постигнува одлични резултати, се снаоѓа како што се снаоѓаше, главен спонзор им беше општината едно време со превоз, потоа се јавува многу наши иселенци кои сакаат да си подпомогнат, да ги подпомогнат нивните деца, со тоа што ќе испратеа спортска опрема, фудбали. Многу беше убаво, пред 2 дена имаа пријателски надпревар со ФК Младост од Гостивар, атмосферата навистина интересна, децата се дружат, многу е добро. Да се направи напор тој клуб да уште повеќе да заживее, пошто во комплексот што ќе биде покрај Радика, сега е само салата, ама е предвидено изградба и на игралиште за голем фудбал, рекреативно игралиште, значи може нешто да се допринесе, сите да вложиме да тргне напред со спортот. Затоа малку покасно ќе те прашам подоцна за околу тоа што навистина општината како раководство, локалната власт вложува многу. Меѓутоа сметам дека во овие минути треба да ја спомниме и во македонска, младинска или пионерска, каква е репрезентација девојчето? Рабија Дурмиши, мислам дека не Рабија, да, ама Дервиши. Дервиши Рабија, имам во тие слики, фотографии, ќе видите една слика специјално пред 2 дена направив за неа. Девојчето играше, претежно се дружеше со сите, играше. Уште им се спротивставуваше на машките навистина, надарена за фудбал, по цел ден играше фудбал. И кога се формира фудбалскиот клуб Реканци, таа беше главен играч. Ја приметил некој од Скопје и предложија да се запише на средното физкултурно училиште, таа се запиша таму. Сега одма ја видоа дека има капацитет. Игра во женскиот фудбалски клуб Драгон од Скопје. Ја приметиле тренериве на репрезентацијава и беше повикана да учествува и првиот гол го даде таа на последната, на женска фудбалска репрезентација на Македонија до 17 години. Даде и гол, ги освои симпатиите на сите и навистина гордо се да се има такво едно девојче кое успева. Ја мислам дека тоа далеко ќе догура. Ако ја приметат нешто од западниве држави, негде каде што фудбалот по Германија или по Италија се негува и женскиот фудбал, ја мислам тоа девојче далеко ќе догура. Има квалитет на вистина. Значи имаме таленти не само како пејачи, и многу имаме од нашиот регион. Имаме таленти како пејачи. Јас сакам да истакнам едно друго девојче, по потекло по мајка му одростуше, тоа е Мила Саздова, сега живее во Скопје и дадовме како општина награда и признание за афирмација на спортот. Тоа во Скопје е во класа на Недев, не знам тој каратистот, има 3 европски први место и едно светско прво место од традиционално карате за нејзина возраст. Значи, вистина по потекло одростуше, кој ќе видиш во сите новини, истакнува дека сум одростуше, дека го сакам крајот и дека такви работи, таленти треба да ги негувам. Имаме, ако така можам да речам, уште 2 таленти, ако не се и повеќе, што треба да се спомнат. Тоа е она момчето спортски скијање, мислам дека е од Маврово. Од Маврово, да, тој Дарко Дамјановски, тој беше репрезентативец. Да, и ова детенцето што е од Требиште. Да, тоа Алисен да, благодарение на тебе, јас се разбрав за тоа, па потоа пишувано имаме ние новинарите, мислам дека Па не е лошо кога ќе видиш дека во убетничко лизгање некое дете од општина Маврово Росче, поточно од село Требиште, родителите му се, да такви успеси постигне и таква елеганција да има, такво однесување, пошто уметничкото лизгање навистина е спорт што сака многу вежба и ние со чев ги гледаме тие настани и го прошируваме тоа. Ја мислам сум таков човек по природа, сакам секој што знае нешто да го кажам.
Мислам, не робувам на тоа да сум љубоморен, нешто, туку вистина детето тоа заслужува да биде гордост, например, па гордост да го младите афирмира и постигнуваат крајот, нешто, крајот да, го и афирмира спортот. Друго кој ќе каже од кај е ова, од таму е Да. успеало, мислам, добра работа. Да, тоа е во душата така посебно задоволство. Диде, да те прашам, ние го начнавме ова прашање, локалната самоуправа, барем актуелната, мислам дека има придонесено многу, благодарение со проекти, помош на владата, ја изгради салата, тука имате и многу други, не само спортски, културни манифестации, потреба на времето Салата беше потреба, вистина салата беше потреба, и самата локација што не е во населено место, туку покрај Радика, во местноста Затчука, ватерот на Ростуше, придонесува секој да може да појде, сега вистина со такси, со приватни возила, брзо се оди и најдалечното село за 10 минути таму ќе. Значи салата многу може да помогне, ама не е доволно искористена, мислам. Треба уште да направиме напор да се формираат уште неколку клубови, ја би препорачал кошарка, одбојка, ракомет женски, да активираме, имаме некој разговор со чисто со да поканеме Индира Кастратовиќ да ги донесе ракометарките, нешто да се види, нешто да ги натера младите поттик да девојчи има. на поттик да вежба. Значи салата е вистина убава работа. Кажав дека покрај салата треба да се изгради тоа големо игралиште за фудбал, што е потребно и други работи, значи имаме шанса. Ја мислам дека доволно се дава, општината помога на тие што се заинтересирани за спорт. Нашата општина е многу голема, значи треба сите да направиме набор. Најголема 42 населени места и не може во секое нешто, ама се изградени многу спортски игралишта за мал фудбал. Само штета нашите се заминати по младите и се чувствува одлив на тие деца кај што можат да спортуваат. Ние како деца чекаме на ред да дојдеш да играш тројка, кошарка или нешто да поиграш. Ама сега сметам дека ќе трне на подобро. Може би не е во твоја надлежност, меѓутоа, кажа, работиш во локалната самоуправа. Доволно дава и по постигнати резултати, награди им давате, тоа е навистина задоволство на Ако не е во моја надлежност, може Да. да се искоментира и тоа што не е во твоја надлежност, сите коментираат нешто. Ја мислам дека секој што покажува некој успех на некој поле е регистриран, може да се направи превица, нормално сега. Ама дека е секој регистриран и се трудиме колку што е можно да му помогнеме. Сега, ако некој, девојче што е Ростуше игра фудбал, значи треба да го смислиме на каков начин ние можеме да му се допринесеме, дали на финансиски нека подкрепа, дали на нешто или опрема или. Ама и тие треба да видат тие што спортуваат доволно, да речеме наводници агресивни, да побараат, да не се срамат. Ја мислам, имаме и многу луѓе што се во странство што буквално одма би дале некој пари. Ако видат дека е талент и дека не се цици, и сакам да кажам дека тој што е населението од Река, жителите се познати по гостопримливост. Познати се, основна работа за процвет на туризмот е гостопримството. Ако немаш гостопримство, ви идете Ростуше, знаете какво е. Сите што дошле на питијада или што дошле на друга работа, стекнуваат голем број пријатели и 90% се враќаат. Нашата општина е преполна со туристички локалитети. Од Бигорскиот манастир, од езерот Мавровското езеро, па Шаркова дука, па Дув, па многу работи што се атрактивни, добри за гледање, добар народ, нека поведат тие што сакат да видат. Јас сум била како дете во прв пат во Велебрдо. Да. Имаме драги пријатели. И од тогаш го носам тој впечаток, а не е само мој, дека гостопримството што е таму, тој народ што го дава гостопримството, мислам дека го нема нигде. Таа благост, таа Благост, можда климата пред е благост, не знам зошто, ама вистина е тоа. Мислам, нема врска ако некој побара некого и тој да не е, другите ќе го прифатат, ќе се почастат. Има навистина дружење. Сега да чукнеме во дрво да се остане така, пошто состојбите со сегде во светот налагаат поинакво однесување, поагресивно. Се надевам дека ќе се задржиме со тоа наше гостопримство. Во години сега, например, сме биле службено, ниту не познава жена, ниту не прв пат не гледа, вака во повозрастна деца што барате, па снимаме. Одморете се, дојдете, ќе ви направиме едно кафе, ќе се одморите. Тоа е нешто што Ретко го има. ретко тоа е всадено, тоа не се учи, например. Гостопримството е дар од Господа и не може секој да биде гостопримлив.
Некој ако не е за гости и да ти рече добре да иде пубо не влегај, пошто по фацата го видиш дека не е баш за гости. Да се вратиме малку и на успесите на учениците. Да. На државни надпревари за истражувачи, сега повторно се вратија со награди. Мислам дека многу се работи. Средното општинско училиште И ова се извинувам и од Скудриње, училишниот оркестар, прво освои прво место во Тетово на регионални, па трети беа во Кавадарци на државен надпревар. Ја ова ти го кажувам како некој што ги регистрира на станица. Да, така. По официјално ќе го каже директорот Така или не, е, да. ама имам право да го кажам, пошто ја го регистрирам и се гордеам со тоа што успеваа деца. Јас се гордеам што Ростуше повеќе 40 години има средно општинско училиште. Порано беше Панче Поповски од Гостивар, ние беме подрачни паралелки, ја и таму учев, например. А сега со осамоставувањето сме средно општинско училиште Мавро и Ростуше. Голема работа вистина. На каков начин се успеа? Кој допринесе толку да се развие, например, да се изгради таква убава зграда, да се децата згрижат, да се опрема се, нека не сакам да издвојувам посебно, сигурно тој што успеал, ќе му се честита, има директор, има градоначалници, ама тоа е добро. Навистина е добро. Во тоа гледам и Фејсбукот колку помага. Имаме некои колеги и колешки што се из Македонија. Слушнале за Ростуше, Битуше, Велебар, Требиш, там немаат ориентација. На самата граница, оне, одава впечаток дека се позаостанати на населени места, дека... Ама сега кога им пласираш, какво средно основно училиште, општинско училиште имаме, каков здравствен дом имаме, какво питјади правиме, како трки и се, вие сте били многу напред. На лето ти знаеш што е, например во август кога се прават сите тие свадби, се зборува и француски, и германски, и италијански, и македонски, и господнет како не се зборува. Значи, многу сме сплотени едни со други, а овие ученици сигурно постигнале успех благодарение на активноста на професорите, наставниците, благодарение на тоа што има добри услови за работа и сега кога гледав дека трето од СОУ Мавро Ростуше беше трет. Трети беа, да, децата, од присојница дете имаше трето. Значи задоволство е вистина. Се надпреваруваш на државно ниво, не е баш исто да бидеш регионално или општинско или нешто. Значи добро се работи. Вашата општина е препознатлива и по Галичката свадба. Да. Галичката свадба ја надминува нашата општина. Ние сме дел од таа, потоа таа е регистрирана на многу повисоко ниво, државно. Меѓутоа на ваша територија е. Да, нормално дека наша, ама кога ќе се спомне Галичката свадба, навистина е тој настан што буквално е на светско ниво. Сигурно дека тие работи што се случуваат во Галичник, дека и ние треба да профитираме од таа работа, било со афирмација на општината, било со тоа што на некој начин и ми би има некои придобивки. Галичник е познато село, Галичката свадба е надалеку позната, општината се труди колку што е во можност да ги подржи тие манифестации во рамките на можностите на, пошто таа ништо надминува и финансиски многу повеќе, али Галичката свадба е навистина еден заштитен знак на нашата општина. Објективот на твојот фотоапарат редовно е забележува. Немам некој апарат специјален, затоа јас си го носам в джеп, например. Има некој, ако сакаш нешто да сликаш, да фотографираш, ти не можеш сега да застанеш и ако сретнеш нешто, чекај да го земам апаратот голем или да шеташ со апарат. Значи мора да имаш нешто да го сликаш, а после ќе видиш колку е значењето. Значи битно е во моментот нешто да фатеш, интересно нешто што се случува. Сметаш ли дека тоа е генски или со текот на времето тоа се или Цел заедно? живот сум се бавел со нешто. Имав и радиостаница, тако нешто што не ме интересираше нешто, туку ете дружење. Уште порано, во поранешна Југославија организираме концерти заедно со Домот од Девар. Естрадните звезди број 1 во Југославија присуствува во Ростов. Организиравме игранки, дочети, игранки за Бајрам, за ова, за она, знаеш. Значи нешто се случуваше цел живот. Јас памтам во времињата во младоста од Дебар доаѓа во Ростушена игранки во домот. Да не би беше лошо случајно. Значи, че си дојдете, Дебар Ростуше, еве сега ако се напред патот е 15 минути со кола. Значи, едноставно да се развиеш, да видиш пријатели, да Ростуше во летниот период е идеално.
со тие свадби, церемонии, работи што се прават, значи се движат луѓе од сегде. И многу луѓе, например, ќе одиме на одмор или остануваме лето, остануваме да си гледаме нешто, одморите се, вижте, па нема да се сунчаш цело време. Сега доаѓа летниот период, преполно заживува реканскиот крај. Заживува пред неколку години, пред кризата да ги фати тие европски држави, уште на почетокот на јуни си доаѓаат децата со мајките, например, и беа. Сега некако е потешко, колку што имам информации. Економската криза и малку се воостручават, ама август не го пропуштаат, пошто сакале, нечеле, мора тој месец да се здружат сите заедно да ги направат тие свадбени веселби, свадби, сунети и други прослави, пошто толку е. Ако направиш во други месец, не можеш да ги викнеш тие што го планирале во август. Си имаат тие проблем, нашите во странство, вистина успеваат, добри се, квалитетни, културни, ама тоа е. Печалбарството стално било проблем. Предлагам повторно, пошто се зафативме за свадби, за музика, повторно предлагам една музичка точка. Да женеме некој или песна? Песна да слушнеме, па ќе го продолжиме разговор. Го продолжуваме разговорот со мојот денешен соговорник Диди Џафери. Само пред да продолжиме, предлагам режија фотографијата што посебно ја двоивме. Дидете, видевме со семејството. Имаш прекрасна сопруга. Сме се запознале со неа на питијада. Да. Имаш две дечиња навистина златни. Мислам дека и тие ти помагаат. Не, убав сега не. Мислам дека сликата секогаш кога сум ве видела дава една убава слика на добро семејство, на слога. Донесов слика од природа. Значи таа фотографија е од кога одеме на 5 мај по Гороцвеќе. Таа традиција. Значи се помина од Ростуше преку Мала река, Голема река до Вкутел на место кај што се овира Гороцвеќе, а тие Мала река и Голема река, колку за информација, го прават водопадот Дув. Значи тие од под Крчин водите течат. Тоа е моето семејство, јас искрено да ви кажам, ме поддржуваат во сите активности. Сигурно бидејќи премногу сте активен. Сопругата од почеток чудно сликат човеков што му е што сликат. Секоја сопруга сумничева прво зашто сликат. Децата се добри, девојчето Дейзи е 9-то одделение и сега е полуматурантка, а Дени веќе го запишав на факултетот за психологија на Кирил и Методи во Скопје. Се надевам дека ќе следат многу работи јас што сум ги следел од мојот родител, пошто мојот родител кажав дека беше раководно лице Усеин Џафери години. Децата се и тие по фотографирање. Дези сака многу да се фотографира и да фотографира. Дени е со компјутерите многу знае да барата и многу работи. Ви помага? Помага ако направи порано некој спотче. Непрофесионално, знае многу работи да ги монтира, да ги среди, да ги работи. Значи, мислам дека на некој начин функционираме како едно скромно семејство македонско и тоа е. Осем фотографии постирате и записи, видео. Па да, ако нешто е поинтересно, ако собереме доволно фотографии, например, имав порано Ростуше во 100 фотографии, ама кај што се опфаќат од јануар до крај на не. Од зимскиот период, па пролет, па лето, па свадби, на крај зимници, работи, дочек на нова, интересно, знаеш, клипчина, интересни се што може да се гледат. Имаш фотографирано многу. Да. А може ли, има ли некое место кое посебно вака ти е драго? Посебно ми е драга Радика. Радика навистина нешто е во тој роман од Сидарта од Херман Хесе. Тој најмногу научил од Радика. Реката постојано тече и постојано е присутна. Ако застанеш покрај Радика и ако си вознемирен нешто, ако застанеш вистина да си гледаш во Радика течењето, многу ти помага. Овде си и Бистра, и Крчин, ама Радика е нешто по-специфично. Направив една убава фотографија, не знам кој ќе ја регистрирате, кога се од пристојница надолу и према Скудриње
една ја пратив ја објавија негде, беше како глава оцртана, може баш ќе ја препорачам негде. Значи интересно се гледа планината цела бистра како глава од жена, како нешто. Секој си слика тоа што мисли дека е добро, ама ја преку си гледам нешто што мене е интересно. Сега во моментот мислиш така е. Фотографијата е добра работа. Не е нешто да застанеш екстра да направиш, сака народот да му каже нешто што се случува. Па било и да не е толку квалитетно, ама нешто ако дојдете и рече, вистина ова ја видов ова работа, мислам дека добро е, веројатно добро е, тие си лично што знае овие работи што се бавеш. И ако има некој човек од твоето место, например, што сака да ти прикаже нешто што се случува, ти сигурно ќе кликнеш да видиш 5 минути што е интересно. Има вистина во тоа, бидејќи јасно дојде на тука. Меѓутоа, кога Охрид го кажуваат, да. Посебно оној дел кај Метропол и Белви, тоа е селото татко ми, така, некоја носталгија се јавува, некој интерес да види што е, како е изградено, што има роднините, повеќе ги гледаме на... Според мене на фотографија може, ако ја ги пуштите, ќе видите, Охрид беше многу и ростуше. Сега, тоа не може да се спореди, ама ростуше во 1932 година имало хотел Југославија и патувачки театар пред него. Значи, ростуше како ростуше не е сега како општина афирмирано, туку било Срез Галички со седиште во Ростуше. Нешто пред војна Југославија. Значи, нешто постоела некоја цивилизација тога и нашиот крај на вистина, имаше една студија, се учествувам име Дебар и река заедно. Добро е овие работи да се регистрираат. Навистина е живописен крај, заедно со Дебарското езеро, заедно со све. Сите да помогнеме нешто да афирмираме. Доста и политики на некој начин и ова не. Често велам дека природата ни дарила многу природни богатства и убавини, а нашите мајстори оставиле многу вредни споменици. Манастири, џами, цркви, мостови, тука ни Еленски скок. Може ли вака како човек кој ги прати сите тие работи, колку се искористени? Доволно се треба ли нешто? Дека не се многу искористени. Мислам, се искористени, како туристички атракции. Не толку колку што би требало. Ако Еленскок сега се реновираше со таа, значи се постави некој, не сме тој да се чепка како мост, ама околината се изреновира. Значи вистина атракција Еленскок. И манастирот Свети Јован Бигорски е надалеко познат. И тој е влезен во тие туристички агенди. Сега гледам многу посети. Ама и други работи треба да ги доафирмираме. Дали е да успееме преку Центарот за култура, нешто или ова во Маврово што е за информативниот центар, тоа е за споменици, за култури, поднационален што е. Имаме езеро Локов, навистина горе, најниско глацијално езеро. Или пештерата Шаркова дупка, или Дув. Дув е искористен, ама ја кога би се прашал, Дув би вложил многу. На она близина на Ростуше, во она близина на Ростуше, таков интересен предел нема. Значи ти директно влегуваш од Ростуше 10 минути и одма карпи големи, Дув, како да си во друго општество некој. Знаеш, ако е 40 степени надвор, таму е 20. Тоа сакав да те прашам, во лето таму е многу убаво, свежо. Многу убаво, ама треба да се вложи. Значи тие заштитни огради, тие мовшини изградени се, не викам не. Ама треба и нашите луѓе, посебно младите, да допринесат да го задржиме тоа. Неколку пати се оштетени тие мовчини на огради, намерно или ненамерно не, али треба да се вложува. Дув е нешто атракција. Јас сум бил многу пати со гости од сегде. И од Турција дошли, и од овде. Се воодушевени. Навистина тој амбиент, па фотографирање, па нешто. Сметам дека пред Дув треба да се направи нешто да се продаваат сувенири, нешто да се даваат, нешто треба да се направи. Да, обележие на крајот. Тоа е моје мислење, сметам дека го прифаќаат и многу, пошто такви природни убавини не смеш да ги запоставиш. Тие се заштитен знак. Пополека, осем галичката свадба и питијадата станува ваш бренд. Таа е дел од Реканско културно лето. Реканско културно лето, да. Учествуваат секогаш најмалку 50 реканки
со вредните раце, нивни подготвени пити. Да, избираме најубава мавровско-реканска пита, традиционален настан кој негде крај на јули, почеток на август, зависи го прилагодуваме времето да бидат поприсутни нашите печалбари. Интересен настан кај што вредните домачинки пласираат нешто што вистина дури зачудувачки, например 50 врсти на пити. Не е иста со другата. Овие што се дојдени од Скопје обично доаѓаат организирано, вика тоа мора да прерасне во нешто. Ти да дојдеш овде, да направиш так, да се рашеташ, да пробаш од пита, да видиш некој културно-уметничко друштво, да се испее некоја песна, значи интересен настан. Ја мислам и тамо треба да вложи општината повеќе, да го прошириме со додатни работи, да трае ден, два, три. Заинтересирани се луѓето, годинава нешто разговараме да се направи нешто како кампирање покрај Радика, нешто во близина на салата, сега пазарчето, нешто да се осмисли, да луѓето 2 до 3 дена присуствуваат на тој настан. Тоа е спријателување со многу луѓе и тие награди што ги добиваат се символични домаќинките, ама добро, тоа е вистина внимание, се очите, да. Еве, еднаш два пати истиот настан го направиме во хотел Туто. Хотел Туто е, например, навистина прекрасен објект, кај што Туто успеал да доловет една атмосфера која ретко кој хотел може да има. И луѓе кои ќе појдат тamo, вистина на амбиентон, сите они работи што тој ги практикува. Не сакам да сметаме дека да бидеме локал патриоти. Јас сум од Ростуше, за Ростуше, другиот од друго место, сите да се обединеме. Имаме сега и спортска сала, имаме места кај што можеме заеднички да настапиме, или костенијада да направиме во времето кога костенот е актуелен. Значи нешто да направиме без завис, без нешто. Тоа ќе биде добро за сите нас. Сега е добро и екопазар имате. Екопазарот, да. Екопазарот се изгради во близина спроти спортската сала. Некој рече, зошто ви е пазар, како ви е пазар, ама во разговор со многу луѓе ние одлучивме, советот одлучи, пазарен ден во Ростуше да биде петок. Зошто петок? Затоа што сабота е во гости, во Дебар. Дебар, да. И се договаравме нешто со пазарџиите од Дебар. Како добро, сега пред да биде сабота во Дебар, вие да дојдете во Ростуше и буквално ќе бидат собрани многу пазарџии тој ден, ќе се активирајте, чекаме времево да се подобри. Во петок ќе си слезе некој, ќе си купи нешто на големо или ова нешто. Пазарчето е многу убаво, покриено со сите оние работи. Нешто што правиме сега. Мислам дека на нагорна линија е сето тоа во интерес сепак на жителите од поширокиот регион. Посебно вие што се спортски, младински, музички, тоа и за младите. Малку да има. Едно време, знаеш, ти беше интересно нешто да се гледа. Ти излезеше некоја серија и сите. Сега е секој канал нешто гледаш. И ако се закаш цело време да гледаш некои серии, ти си останеш и дома или нешто. А ако се раздвижи мало, да се рашеташ покрај Радика, до пазарчето, до Салава или негде, свадби, сунети, веселби, други, ете Битуше за 2 август се праше многу убави манифестации со присуство на естрадни звезди од југословенско ниво, например. Се организираат турнири во Битушки ливади. Многу работи се случуваат, треба да се реактивираат тие работи. Не случајно се случуваат. Значи да не бидеме ние заробени сега на интернет, главата во компјутери и цел ден. Доволно еден сат биди на интернет, другото искористи го. Ја би сакал да се формираат тие некои друштва, заштита љубители на природа или екопатроли на младите. Зошто? Многу локални патчина што поминувале до населените места, пошто не се работи имотот се остават со луѓе, се обраснати. Ако направиме акција да ги расчистиме, од мостот Ростуше до горе по тие кратенки беше 5 минути, 10. Сега ќе вртеш по главниот пат. Еве, за Затчука од озгора преку старата централа, од здравствен дом, знаеш, Ростуше кај, се спушташ, имаше тамо стара воденица, стара хидроцентрала, тие се разурнати, дув водопадот е, а за 10 минути си во салата. Одлична трим патека, да спортува, човек да се рашетат. Мораме да активираме многу работи за да ги трнеме децата од компјутери, а и самите да се релаксираме. Добро, природата дава здравје. Дава здравје, добро е, вистина интересно, ама сега ако појдеш на гости, сите со телефони, не знаеш, ни муавет, прави нешто да го прашаш на телефон што праш. Тоа е.
Диди, зборувавме многу, имаш ли нешто да дополниш ако не те прашав? Не знам што да дополнам, сакам уште еднаш да ви заблагодарам на вашата телевизија. Навистина, ви кажам искрено, сум соработувал многу со вашата телевизија, чисто како Диди, не како службено лице, некош и по барање на градоначалникот или нешто. Ама сметам дека и овие телевизии се иднина. Кажав дека националните телевизии не може во цела Македонија да регистрира настани. Но вие сте присутни. Еве, вашиот снимател, сега сте многу опремени, сликата е стакла. Гледам ја на Тримакс, навистина убава слика. И сега имаше, например, ден на општината, имаше ден на, не знам, чистење, здрава средина. Многу е добро кога ќе го видиш тој настан регистриран и кога ќе побарам од вас, дајте ни CD, утре да се пофалим со нешто. Ви посакувам се најдобро, ви посакувам да ја продлабочиме со работката. Сега зборувам како човек што жител, што многу ми значи ова телевизија. Се надевам дека и понатаму ќе се работуваме и во идни времиња уште ќе бидеме подобри. Ти благодарам и јас, ми беше задоволство. И мене вера. Што беше гостин денес. Се надевам дека и гледачите чуја, разбраа, видоа. Ако не чуете, ме викнеш уште еднаш, ќе слушам. Ти благодарам уште еднаш. Ти посакувам многу здравје, среќа и во семејството, па да си продолжиш и понатаму со фотографирање. Треба да се продолжи таа работа. Ти благодарам уште еднаш, почитувани мои, тоа беше денешната емисија Отворено студио. Драги пријатен гостин имавме, Диди Џафери, фоторепортер, да те наречам така може. Ти благодарам уште еднаш, а вас, почитувани мои, ви благодарам за довербата и вниманието со кое не следевте. Довидување и секое добро каде и да сте.